Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе направиме техничка анализа. Како што знаете и сами, значи најчесто среда е денот кога го правиме тоа, гледаме да се држиме до овој распоред, со оглед на фактот дека како и секој за оние кои што се нови на каналот, значи имаме доволно време после викендот да се стабилизира самиот пазар и да можеме да видиме соодветни информации за тоа што се случува моментално, затоа што како што знаете и сами, понеделник најчесто после викендот се уште традиционалните пазари не се во, да речем, нормална форма, со оглед на фактот дека повеќето од нив има многу бурни први денови, додека вторник најчесто се обидуваме да ги покриеме оние фундаментални вести кои што потекнуваат од понеделникот, за среда конечно да биеме некоја генерална средна слика за пазарот самиот по себе, за да можеме да дадеме нормална слика за тоа што се случува. Сега, прва и многу битна работа, само ќе напоменеме дека претходните извештаи се доста, како да кажем, збунувачки, со оглед на фактот дека, знаете и сами, иако сме далеку од следниот состанок на Федералната резерва, кој ќе биде негде на крајот на март, значи 22 март ќе биде следниот состанок, значи имаме некои, како да кажем, спротивставени резултати кои што се уште не знаеме како ќе ескалираат во однос на овој состанок, со оглед на фактот дека Федералната резерва и самата по себе најави дека ќе накачува само уште 0,25%, за да дојде до 5% и очекува таму да остане за полувременски период, додека самата инфлација не се намали. Иако не можеме да бидеме сигурни за целата оваа ситуација, значи мораме да видиме како самата ќе изреагира, со оглед на фактот дека, значи ако погледнеме за самата инфлација, значи истата не паѓаше колку што е очекувано последниот месец, со оглед на фактот дека имаме забавување. Гледате дека имаме забрзано паѓање уште од септември 2022 година, за конечно да добиеме практично забавување во последниот месец, каде што се намаливме само за некои 0,1%. Така да тоа е недоволно, знаете и сами дека тоа е причина за Федералната резерва да размисли дека можеби треба да се промени повторно политиката, односно евентуално да достави нови значи rate hikes, нови каматни стапки, кои што може да на некој начин го продолжат целата оваа болка на пазарот, како што ја нарекуваат и самите. Сега, дали тоа ќе се случи повторно, останува да видиме од следните, значи првенствено самиот извештај за невработеност во Америка, а нормално и самата инфлација која што ќе ја добиеме за месец февруари на 14 март. Иако е далеко, само сакам да напомена кои се битните датуми кои што ќе ги чекаме, додека следната стапка за невработеност за февруари ќе ја добиеме на 10 март. Така да ова се следните датуми кои што треба да обрнеме внимание, за да видиме што понатаму ќе се случува со одлуките на Федералната резерва. Сега, уште еднаш ќе напоменеме, значи моментално се уште ова е анкета која што постојано води investing.com, каде што повеќе од 76% се уште веруваат дека ќе добиеме само 0,22%, што е веќе очекувано и верувам дека ваквиот пат моментално е уствари на некој начин вградување на овој следен rate hike во самиот пазар, што значи дека ако вака остане и не се променат многу работи, да речем пример зборуваме сега, да речеме дека наредната стапка на инфлација наместо да биде од 6,5 на 6,4 исто да падне на 6, тоа ќе биде сосема доволен индикатор да и покаже на Федералната резерва дека и понатаму сосема е доволно оваа висока стапка која што имаат отприлика околу 5% и дека тие 0,25 се доволно да бидат последни. Иако тоа може да се промени во било кое време во однос на тоа како ќе се однесува самата инфлација. Така да мораме тоа да го сметаме, додека во исто време, ако се сеќавате, значи самиот индекс на невработеност е се понизок и понизок, што е неверојатно, затоа што во ваков тип на висока инфлација, најчесто невработеноста е онаа која што е на удар и се случува да имаме висок степен на невработеност. Така да ова е нешто што, како што кажавме и досега, економистите се уште не го виделе, ова е прв случај во кој што имаме висока инфлација и ниска невработеност, така да нели и самите не знаат точно што со ова, но како и да е, ние мораме да се фокусираме на одлуките на Федералната резерва, а истите се дека доколку добиеме значителен пат на степенот на инфлација, како на CPI така и на кор инфлацијата, можеме да очекуваме дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи според планираното, затоа што како што кажав уште еднаш, значи следниот состанок на 22 март и мораме на некој начин да се припремиме за она што би го очекувале потенцијално од ваквиот состанок, а за тоа како што кажав мораме да ги испоредиме податоците кои што ќе ги добиеме прво на 10 март за февруарската стапка на невработеност во Америка, како и потоа на 14 март за моменталната CPI и кор инфлација на американското тло. За жал, знаете и сами,
иако не би сакал да го обработувам американскиот пазар, на крајот од денот доларот е се уште светска валута и мораме да се прилагодиме на таквата реалност и како таква се додека Федералната резерва има оваа сила да одлучува за практично вредноста на доларот, се до тогаш ќе бидеме зависни за тоа како ќе се движи криптопазарот, затоа што тоа не е битната цел на нашиот канал. Зошто го велам тоа? Сите оние кои што знаат како функционира Федералната резерва и кои што го следеле нашиот канал, знаат дека политиките на Федералната резерва директно делуваат на цената на доларот, каде што можеме да видиме на самиот чарт на DXY, каде што гледаме дека имаме претходната година овие rate hikes предизвика голем памп на самиот чарт на DXY, така да поради оваа причина мораме постојано да следиме што Федералната резерва ќе прави. Сега, уште да напоменеме, гледаме дека на вистина се докажа оно што постојано окажувавме на нашиот канал, дека претходните два врва, кои што уствари беа и врвови, односно дна на биткоин и традиционалните пазари во претходните bear маркети, моментално представуваат и така речено многу солиден отпор за да пробие вредноста на доларот надолу од ова моментално поле, кое што е оформено од претходните два врва и оваа свеќа, која што е единствената обратна во целиот овој потек, која што исто така соодветно ни покажува дека таму моментално се наоѓа она значително ниво на отпор. И гледаме дека моментално добивме обратна корекција нагоре, која што буквално стартуваше од дното на оваа свеќа и гледаме тоа е уште и дното на самиот на основните свеќи на првиот blow off top на претходниот bull market на DXY во 2017 година. Сега, тогу се придвижиме надолу на неделно ниво, можеме да погледнеме дека оваа корекција трае веќе подолго. Знаете и сами, на дневно ниво ова црвено поле е буквално помеѓу кое се движише цената некој извесен период, што уствари представува акумулационен период пред редистрибуција надолу и гледаме дека моментално буквално се обидува да се пробие низ истото, значи тоа е најбитниот дел кој што мораме да го објасниме. Значи на дневно ниво е каде уствари и можеме да видиме точно. Значи погледнете. Имаме акумулацион ниво, овдека веќе цела недела цената се движеше под истото пред да пробие нагоре и гледаме дека има многу тежок напредок нагоре, но од почетокот на овој потек нагоре, значи DXY е зголемен за 3%, што е доста голема количина кога станува збор за DXY. Сега исто не е лошо да ги споредиме и самите индикатори, да видиме каде се наоѓаме со самото движење на DXY. На дневно ниво веќе сме доста високо. Значи можеме да видиме дека иако RSI е рано, значи има само 60 поени, може да дојде до 70 лесно. Гледаме дека имаме промена на трендот во MACD, кој што, како што можеме да видиме, се повеќе и повеќе се заоблува за промена на трендот надолу, што исто така ни покажува исто RSI кој што е многу високо моментално. И моментално гледаме дека и самиот VWAP се обидува да се пробие под нулата. Во однос на дневно, тоа е се што горе-доле можеме да кажеме, додека во однос на неделно ниво е уствари моментот каде што и јас на некој начин имам мал проблем, а тоа е каде што можеме да видиме и сами дека овдека на некој начин движењето нагоре за DXY само што започнува. Така да можеме да видиме дека имаме солидно движење нагоре на MACD, каде што базичните сигналите се раздалечени, VWAP е нагоре, гледаме дека имаме повторно влез на пари назад во DXY, значи корекција на RSI нагоре, а истиот не е дојден дури ни до 50, само 46, сток RSI не мораме да го гледаме во оваа ситуација, но останатите како што можеме да видиме се на сам почеток од движење на DXY нагоре, што генерално кога ќе го погледнеме ова ни изгледа буквално како dead cat bounce. Јас повторно не гледам причина зашто ова би продолжило во следен all time high, посебно кога ја немаат силата од самиот Fed, кој што досега на некој начин ја буткаше цената нагоре со самите rate hikes. Сега без истата не гледам причина зашто DXY би продолжил нагоре, значи не гледам стварно некаков тип на економска причина кој што би можел да предизвика растење на цената нагоре и понатаму, така да поради оваа причина прашање на време кога конечно ова повторно би се коригира надолу, но сега за сега ваквата корекција нагоре дополнително помага биткоин да не може да го пробие ова битно ниво каде што моментално се наоѓа, затоа што знаете и сами, колку повеќе расте цената на доларот, толку повеќе се намалува цената на биткоин. Ова сме го кажувале постојано, сите оние кои што се нови, чисто само ќе го покажеме за да видите, значи може да видите и сами. Растот на цената на DXY значи пад на цената на биткоин и обратно.
Така да имајте го тоа во предвид, затоа што они се двете вредности се обратно корелирани со оглед на фактот дека едната се вреднува во споредба со другата. Така да поради оваа причина и очекуваме дека и понатаму не само биткоин и криптопазарите, туку и традиционалните пазари, како што можеме да видиме, истите се во пат. Значи имаме 3 недели последователен пат, после овие два раста на традиционалните пазари, во случајов, како што знаете и сами, постојано обрнуваме внимание претежно на S&P 500, односно тоа е SPY индексот, кој што представува средна вредност на хартиите од вредност на 500 најдобри компании во Америка, кој што како таков е уствари на некој начин основниот индекс по кој што се гледа каква е моментално силата на економијата во Америка. Битен е за да имаме представа моментално, затоа што истиот исто така е право пропорционално корелиран со биткоин. Така да падот на S&P 500 најчесто значи и пад на биткоин, како што може да видите, буквално значи се движат паралелно. Без овој дел, каде што ствари имавме FTX колапс, кој што го немаше на самиот нормално традиционален пазар, затоа што истите немаат или поврзано со FTX толку голема, значи можеме да видиме дека корелацијата е буквално идентична, така речено, иако имаме мали разлики во движењето на цените, можеме да видиме дека истите се доста корелирани, затоа и некогаш ни помага да знаеме каква ситуацијата моментално со самиот SPY, за да знаеме што понатаму нели со самиот биткоин и криптосектор. Сега можеме да погледнеме, значи во оваа ситуација имаме некои интересни работи на S&P 500, затоа што гледаме дека истиот е во длабока корекција за разлика од самиот биткоин, што е доста интересно. Ќе погледнеме што се случува моментално во истиот. Значи прво ќе погледнеме на месечно ниво да видиме каде се наоѓаме со овој индекс. Значи можеме да погледнеме дека истиот се наоѓа надвор конечно од овој канал, кој што досега представуваше, само моментот не се потребни овде, можеме да ги исклучиме од месечно ниво. Значи ова се Фибоначи секвенции кои што ни се потребни на помали и овде да само не збунува. Значи како што кажавме на месечно ниво, конечно успеавме да завршиме оваа корекција до 50%, која што беше предвидено од наша страна како канал и очекувавме најдлабоко да пристигне до оваа горна граница на каналот во кој што се движи цената во претходниот bull market, кој што трае скоро 10 години. Така да поради оваа ситуација очекувавме дека 50% е сосема доволно корекција за истиот да продолжи да се движи нагоре и тоа се случи. Моментално се наоѓаме надвор од овој канал, а нормално кога се наоѓаме надвор од овој канал, очекувано е дека не можеме веднаш да се придвижиме нагоре и се уште сме во bear market, како во крипто, така и во традиционалните пазари, со тоа што гледаме дека првенствено, значи освен овие нивоа кои што ги имаме овдека од самиот почеток на падот, имаме и 23,6 Фибоначи секвенца од која што имавме одбивање на цената на S&P 500 за истата да се врати надолу. На неделно ниво, значи се уште го немам тргнато Фибоначи секвенцата која што е поставена од последната корекција овде, затоа што се уште верувам дека е потенцијално можно оваа цена после конечната оваа моментална корекција повторно да продолжи да се движи нагоре, барем до овој локален врв, кој што кореспондира со првата мета на Фибоначи секвенцата после оваа корекција. Така да останува да видиме дали истото ги се реализира. Сега интересна работа која што е најдов во оваа ситуација е ова поле кое што е уствари единствената обратна свеќа. Значи многу пати сме разговарале ова. Најчесто овие обратни свеќи ни покажуваат место каде што имаме солиден опор на цената, односно каде што имаме доста голем број на наредби за купување и продавање. Така да во оваа ситуација оваа свеќа моментално ни покажува каде кога повторно ќе се придвижи надолу цената, како што моментално тоа се случува, ќе добиеме фактички ниво на кое што ќе имаме во исто време и поддршка на цената, кое што исто така кореспондира од претходниот потек на 60,1, односно golden ratio на овој последен потек во кој што цената се движи нагоре. Сега ќе погледнеме што се случува и на дневно ниво, само пред да го направиме тоа. Значи, како што може да видиме и сами, во оваа ситуација ни покажуваат сите индикатори дека сме спремни за корекција надолу на S&P 500. Значи, имаме надолу движење на RSI, сток RSI, MACD само што потврди промена на трендот во надолна линија, VWAP само што премина надолу, заедно со outflow на пари, кој што можеме да видиме дека е во надолна линија исто така. Што значи дека оваа корекција ќе продолжи и понатаму, според самите индикатори. Ќе погледнеме што случува на дневно ниво. Дневно ниво гледаме дека точно се наоѓаме до онаа корекција која што најдовме на месечно ниво и затоа ја оставив. И гледаме дека од ова, ако го погледнеме на дневно ниво како корекција,
значи истото кореспондира со 50% од овој последен бран. Значи, придвижување на цената до ова ниво би било и 50% од Фибоначи секвенцата надолу, што е значително ниво, а во исто време представува и отпор кој што ни го дава овој врв, односно онаа свети кој што видовме на негово ниво. Така да имаме доста јаки нивоа овдека, иако може да ги пробие надолу, во односно какви вести ќе има, значи очекувано е да се задржи порано или подоцна, останува да видиме каде, со оглед на фактот дека голема е веројатноста да можеме да видиме и ритест на овој канал. Значи, за жал, тоа е реалноста, со оглед на фактот дека многу добри вести нема, посебно со ескалацијата на Русија и Украина моментално, значи пазарите се на некој начин конзервативни и исплашени, така да се надеваме дека нема да добиеме корекција надолу до повторно паунс од самиот канал, но мораме да видиме, значи не можеме да бидеме сигурни, така да останува да видиме како се до тоа ќе изреагира. Насдак иста ситуација, гледаме дека е истиот исто така надолу, иако Насдак е моментално во подобра ситуација од S&P 500, оприлика може да видите дека станува збор за доста сличен тип на движење на цената на овие два индекса. Овие два индекса само најавуваат дека голема е веројатноста и понатаму да продолжиме со придвижување на биткоин надолу. За жал, тоа е реалноста, останува да видиме како се до тоа ќе се движи, но сега за сега ни покажува дека може да очекуваме и на малку подолг временски период евентуално да се задржи овој пат. Повторно, значи знаете и сами дека оваквите иако самите индикатори ни покажуваат на техничко ниво дека имаме пат и дека овој пат ќе продолжи, тоа може многу лесно да се смени со фундаментални вести, а проблемот е што треба прво да ги добиеме. Значи за жал сега нема. Ако добиеме некакви вести, тогаш ќе можеме да разговараме подетално за ова. Сега за жал се уште немаме добри вести кои што би можеле да ја променат насоката на самото движење на S&P 500, да видиме каде моментално се наоѓаме на биткоин, но како што можеме да видиме од традиционалните пазари, слично можеме да видиме и на самите индикатори кои што ги имаме моментално во биткоин на дневно ниво, дека имаме и понатаму, значи, очекување за пад на трендот. Значи, гледате, промена во самиот MACD, имаме црвена точка која што ни покажува дека овој бран се предвижува надолу наскоро. Дополнително имаме ситуација во која што и самиот VWAP е под нулата, само што навлезе под нулата. RSI се коригира, сток RSI се коригира, значи моментално и гледаме дека има outflow на пари од биткоин. Иако ова е краткорочно, ќе зборуваме за дневно ниво, значи тоа не значи дека истиот ќе заврши за еден ден, но најчесто ваквите работи некогаш траат и малку подолго, со тоа што еве сега, значи гледаме обратна ситуација во која што сега веќе некој почнува да ги ликвидира лонг позициите и тоа веќе неколку дена поред, значи имаме повеќе од 50, па дури еве скоро 100 милиони во лонгс ликвидирани, што значи дека се потврдува она што постојано кажуваме, дека ова ниво над нас е многу значително и многу јако и истото ќе биде тешко скршено, значи ќе треба некое време или барем уште една подлабока корекција пред да успееме. Знаете и сами колку одредено ниво повеќе пати се ретестира, толку истото е послабо и потенцијално да се скрши. Сега ќе навлеземе во малку подетална анализа на самиот биткоин, да видиме каде се наоѓаме на неколку различни чартови. Значи знаете и сами, првствениот чарт кој што го гледаме моментално е овој каде што го имаме овој канал и гледаме дека каналот и овој тренд моментално кој што го имаме се на некој начин долг ден. Начинот на кој што практично се уште се поддржува овој нагорен тренд. Сега мораме да видиме дали тоа и понатаму ќе продолжи, со оглед на фактот дека моментално ја ретестираме горната граница на овој канал. Гледаме на кој канал до сега уште од практично формирање негово би било негде околу септември 2022 година. Значи повеќе од половина година на некој начин се движиме околу оваа структура на овој канал. Останува да видиме како исто да ги продолжи. На неделно ниво исто така мораме да забележиме дека сме доста високо. Значи на неделно ниво ние веќе стигнавме до RSI од 57, од скоро 58 и сток RSI негде околу 90. Со тоа што имаме MACD во нагорна линија, но нели, сега за сега базичната сигналната линија е доста раздалечени и знаеме дека ова може да оди уште многу подалеку, но VWAP е неутрален и инфлоу на пари во биткоин е неутрален. Како и да е, значи и понатаму разговаравме дека ова ниво над нас, кое што го гледаме моментално, е доста битно и гледаме дека имаме конфузија од многу различни нивоа кои што моментално пружаат голем опор. Прво, на неделно ниво,
го имаме Болинџер бендот, кој што гледаме дека буквално веќе 2 пати го ретестираме за пробив нагоре, заедно со ова иницијален пат кој што го имавме од самиот Terra Luna колапс, кој што моментално представува како во оваа ситуација, така и во оваа ситуација солиден отпор на цената. Гледаме претходно дека добивме уште подлабока корекција кога стигнавме до ова ниво. Сега, знаете и сами дека техничката анализа е многу поврзана со фундаментална анализа. Фундаментални вести овој тек на цените може многу да го сменат. Првенствено, вести од страна на Фед сега немаме, значи ќе имаме дури на крајот од месец март, тоа е уште еден цел месец од сега, а други вести јас искрено не гледам дека може да случат моментално, кои што би дале позитивен на некој начин моментум на биткоин. Иако тоа може преку ног да се случи, сега за сега такви вести не гледам. Ако се приближиме надолу на дневно ниво, можеме да видиме дека буквално имаме двојно ретестирање на горната граница на овој канал. Останува да видиме дали цената ќе се придвижи надолу во овој канал, но според овие индикатори можам да ви кажам дека има големи изгледи тоа да се случи, значи да добиеме подлабока корекција. Исто така, би сакал да се вратиме на месечно ниво само на кратко, значи да покажеме дека имаме солиден напредок во цената и дури ако истото остане во ова ниво, значи тоа воопште не е проблем со оглед на фактот дека се наоѓаме на многу ран стадиум од овој bull market. Гледате и овде, значи индикаторите само што почнаа да се придвижуваат нагоре. Така да на макро ниво сме одлично, додека на помалите временски периоди, затоа што добивме многу голема масивна корекција нагоре, очекувано е да добиеме, да речеме на некој начин, забавување на темпото на биткоин, да не заборавиме дека значи не се само овие кои што ги спомнавме на неделно ниво, значи гледате, овде ке имаме во исто време, прво, најбитно што не сме спомнале долго време е ова, а тоа е овој канал во кој што се движи цената на биткоин веќе долго време. Сега, ако се сеќавате, ние го објаснувавме ова постојано, но нели нема логика да го покажувате, посебно кога се макроанализистите, нема постојано што да се збори. Че има нешто во тек на еден месец и после тоа чекате повторно одреден известен период за да се случи уште нешто. Значи во оваа ситуација можеме да погледнеме дека во самиот канал претходна ситуација во која што имавме ваков излез е негде во 2015 година, каде што буквално свеќите беа надвор иста формација како и сега. Значи имаме пробив надолу, една свеќа надвор, втората свеќа е назад во каналот. Може да погледнете овдека. Пробив надолу, една свеќа надвор, втората е веќе во каналот и од овој момент имаме придвижување по долната страна и во следниот bull market, што моментално е случај и во нашиот канал. Така да, ако се сеќавате, ние ово го објаснуваме многу пати и сега моментално се наоѓаме точно каде што го кажавме истото, дека не очекуваме долго да се најдеме надвор до овој канал, затоа што истиот досега постојано го предвидува, гледате и сами, движењето на биткоин циклусот низ целиот овој сите овие циклуси кои што претходно ги имавме bull и bear. Со тоа што уште една битна работа, значи ова е 50 месечната средна вредност која што во исто време кореспондира со 200 неделната средна вредност, каде што моментално исто така имаме дополнителни нивоа кои што пружаат отпор на целата оваа ситуација. Значи гледате, има доста нивоа како и заедно со горната граница на Wyckoff акумулацијата која што моментално имаме во оваа ситуација, каде што значи ваквата горна граница кореспондира со претходниот, значи ова е пампот кој што го добивме после иницијалниот пат на Terra Luna, AC, Four Arrows Capital, како и нели Celsius. Ова беше иницијалниот памп до 25.000, кој што неколку пати го ретестиравме и гледаме дека стварно е многу тешко да се пробиеме на тоа ниво. Така да, јас верувам дека ќе формираме следен LPS, затоа ќе го запишам моментално и верувам дека тој ќе биде негде на долната граница на овој канал, да се надеваме, значи останува да видиме, но како и да е, изгледа дека се спремаме за уште една корекција, а ова, како што кажавме, значи кореспондира со тоа дека не можеме да добиеме еден LPS и да излеземе навор од оваа значи формација. Гледаме дека вакви LPS-и може да имаме повеќе, односно less point of support. Оние кои што не знаат зашто зборувам, погледнете на нашата Wyckoff акумулација, каде што детално објаснуваме, може да најдете во нашите едукативни видеа. Значи гледаме дека моментално е логично да добиеме уште еден LPS, односно less point of support, после оваа корекција. До каде ќе оди, значи како што можеме да видиме, има неколку нивоа на кои што би моментално сметале. Јас ќе напоменам уште еднаш, јас ако се прашувам, јас би сакал корекција до 21
1200-300 со оглед на фактот дека на тој начин ќе го ретестираме bull market support бендот, а како што кажавме и претходно, ретестирање на bull market support бендот ни представува фактички продолжување на самиот bull market нагоре. Значи, нас ни е потребен успешен ретест на овој bull market support band за да можеме да очекуваме следен bull market, затоа и мораме да направиме таков обид. А за да го направиме, мораме да очекуваме цената да се приближи барем во овој момент негде приближно од 21.200 до 21.000, не знам, 500, значи во овој сегмент, со тоа што цената нема да падне наеднаш. Јас тоа би го предпочитал, ако мене ме прашувате, и посебно да не забораваме дека на тој начин ако го земеме целиот овој потек, значи само да покажеме каде тоа ќе се придвижи. Значи гледате. 38,2 би кореспондирала, затоа што нема да биде во следната свеќа, значи bull market се пробено и поратаму ќе продолжи да движи нагоре. Значи во следните неколку свеќи, ако дојдеме до 31.700-800, ние би се придвижили до 38,2, каде што и самиот bull market support band се придвижува нагоре и на тој начин ќе имаме на некој начин многу солидна корекција од ова ниво на bull market support band на Fibonacci секвенцата, која што ќе ни даде уште поголема сила за придвижување нагоре. Ќе напоменам уште еднаш, значи неколку пати го кажувам ова не беше доволно корекција, значи потребна ни е корекција, потребно ни е акумулационо поле пред да пробиеме нагоре од овој сегмент. И уште еднаш верувам дека мај е една година пред почетокот на следниот пред званично настапување на следниот халвинг, додека јуни очекуваме Хонг Конг да биде отклучен за крипто трговија, така да ова се на некој начин периодите во кои што очекувам званично да почнеме со потенцијален добар следен bull market, така да голема веројатност е дека во овој период може да добиеме уште одреден, да речам, период на болка, на реакумулација, на редистрибуција надолу или акумулација, пред да се придвижиме нагоре надвор од ова поле, како што кажавме и надвор од самиот Wyckoff, во кој што моментално се наоѓаме ова акумулационо поле уште од почетокот со падот на Terra Luna колапсот. Така да, останува да видиме како се тоа ќе се придвижува натаму, но сега за сега ова е реалната слика и реално, значи според самата техничка анализа, доколку немаме промена на она што моментално го гледаме од индикаторите, очекуваме дека би било нормално да добиеме уште една корекција надолу. Исто така, накратко би сакал да покажам што се случува на макросликата, на логоритмичкиот приказ, каде што ги имаме, ако се сеќавате, определено самите временски зони во кои што се наоѓа моментално самиот биткоин циклус. Само момент. Значи, како што можеме да видиме и сами, овдека многу поедноставно може да видиме целата оваа скица на биткоин. Кажавме дека истата е многу битна со оглед на фактот дека самиот 4 годишен циклус досега точно ги определува кога ќе биде халвингот, како и кога ќе биде дното и врвот на одреден циклус, иако некогаш варираат за 1 или 2 месеци. Досега веќе постојано во последните 3 бул маркети ни беа определени точно и дното и врвовите на овие циклуси, така да сега за сега овој да речам оваа шема сама по себе не се променила и не гледам причина зашто истата не би ја почитувале и понатаму, и гледаме дека се повеќе и повеќе се потврдува фактот дека точно 47 месеци од практично претходното дно добивме ново дно, што кореспондира со 4 годишен циклус на биткоин. Гледате и сами дека истиот е неизменет и моментално гледаме дека се придвижуваме нагоре. Значи ова е само за да ви покажам дека во големата шема на ствари на самиот биткоин се уште се движиме точно според веќе определени параметри кои што досега постојано го движат биткоин на некој начин во истата временска, да речам, истите временски сегменти, иако не можеме точно да определиме до каде би се движел нагоре или надолу, временски можеме да определиме кога очекуваме одредени ствари да се случат, со тоа што уште еднаш ова го отворив само за да видите дека најчесто една година пред самиот халвинг, ова се тоа плавите линии, имаме движење нагоре и тоа солиден почеток на следниот бул маркет. Истото можеме да го видиме и овде, значи ова е оприлика негде една година пред самиот халвинг, значи една година пред самиот халвинг оваа плава линија овде, исто како и овде, но во оваа ситуација имаме само мала промена, значи добивме така речено корекција после самиот почеток, односно една година пред халвингот, затоа што добивме ковид. Во оваа ситуација да се надеваме дека нема да добиеме некоја нова пандемија, но без истата јас не гледам причина зашто од овде не би почнале солидно да се движиме нагоре како и
во сите сегменти досега една година пред самиот халвинг. Останува да видиме, но тоа ќе биде негде подоцна, негде на почетокот на самото лето, крајот на пролетта. Значи, идејата е дека сега се наоѓаме точно каде што треба да бидеме во однос на овој чарт на биткоин, и иако моментално имаме на некој начин негативни вести во однос на каде се движиме генерално на самата техничка анализа, тоа не го менува фактот дека сме точно каде би требало да бидеме во однос на макросликата на ова капитално добро. Така да јас имам само позитивни мисли во однос на целиот криптопазар и не гледам причина зашто истите би се движеле во обратна насока, освен ако не добиеме некоја огромна негативна вест, како што кажавме постојано, значи не за почеток на војна во Тајван или нуклеарна ескалација во Украина. За жал, тоа се негативни вести, но тоа е реалноста, такви работи едноставно не може да предвидиме и истите може многу лесно да го свртат пазарот буквално на глава. Дополнителни индикатори кои што ни покажуваат дека сме многу високо моментално во овој сегмент од биткоин се и Fear and Greed индексот за биткоин моментално, кој што е 59, како и Fear and Greed индексот за традиционалните пазари, кој што моментално е се уште висок и се наоѓа на 62. Така да се наоѓаме во грид, што е почеток на самиот bull маркет, а ние веќе сме во грид, така да нормално дека мораме да забавиме, што е реално од оно што го гледаме на самите чартови, така да очекуваме во престојниот период да имаме уште на некој начин болка. Како и да е, јас верувам дека ова е доста позитивно за вас, со оглед на фактот дека јас сакам пред март да докупам, ако се сеќавате ви го спомнавме тоа, сакам да докупам уште од токените кои што се од ISO 2002, така да ова одлично се вклопува во нашата досегашна шема на DCA, на соодветни моменти. Сега можеме да видиме дека постепено се намалува и самиот биткоин сентимент, значи се намалува интерес затоа што првичниот скок веќе е завршен, нормално моментално сме во корекција, а кога сме во корекција на цената, очигледно е дека и интересот за биткоин паѓа, иако, верувајте ми, топрва ќе расте овој индекс, но се со време. Во однос на CBBI индексот, кој што е еден од оние кои што е покомплетни индекси кои што сум ги нашол моментално со моето тркување на пазарот, значи овие 10 индекси заедно групирани даваат така речено индекс во однос на 0 до 100 вредност за тоа каде се наоѓа самиот биткоин во однос на bear или bull маркет, дно или врв на истите. Така да моментално можеме да видиме дека навистина се наоѓаме во нагорна патека и овие вредност од 18-20 е сосема солидна кога би ги споредиле со претходните дна. Значи веднаш по завршување на дното, нормален е овој скок, гледаме дека тоа се случува многу често во претходните bear маркети, еве и овде дури исто како може да видите, така да тоа е сосема нормална работа и ни покажува дека сме далеку од моменталното дно. Иако пак ќе напоменам, некои вести кои што не може да ги предвидите, може многу лесно да направат катастрофални последици за целата економска сфера, без разлика дали е крипто или традиционални пазари, но тоа не го менува фактот дека не можеме да рачунаме на нешто што се уште не се случило. Сега, каде се наоѓаме во макро сликата на емоции? Значи, оние кои што се подолго време на пазарот знаат точно што уствари ова представува. Ова е еден многу стар чарт за на некој начин емоциите кои што луѓето ги користат кога тргуваат, посебно оние кои што се нови на пазарот. Значи имајте во предвид, ние имавме видео и за ова, може да се вратите во едукациониот сектор и да најдете каде моментално објаснуваме за емоциите на пазарот и како моментално во однос со еден bull и bear маркет луѓето се однесуваат. Значи таму детално го објаснуваме тоа, денеска само на кратко ќе го објасниме со оглед на фактот дека имаме еден нов индикатор кој што сакам да го погледнете, а тоа е Net Unrealized Profit Loss, односно NUPL, така се нарекува, каде што на некој начин се гледа колку од луѓето не реализирале профит кога купиле или пак колку од луѓето се во загуба, и ова е на некој начин индекс кој што може да ни покаже каде се наоѓаме во однос на оваа листа. Зошто го велам тоа? Затоа што секој од овие сегменти во однос на каде се наоѓаме на одреден период чартот кореспондира со одредена емоција, како што може видите и сами, во однос на тоа дали сте продале, сте купиле касно, сте купиле да речем на врвот или сте купиле на ното па не сте продале па сте промашиле. Значи како и да е во секоја од овие ситуации во однос со падот на цената или растот на цената имате различни типови на емоции, што е нормално,
дури најискусните трговци едноставно некогаш се понесени од емоции, а верувајте ми, емоциите се еден од најголемите непријатели кога станува збор за тргување, мора да размислувате рационално. Така да, без разлика на се, на крајот од денот, гледајте и фактите и однесувајте се по истите и да погрешите некогаш, во поголемиот дел од случаевите ќе бидете во право, а таквите факти, без разлика дали техничка анализа или фундаментална анализа, ќе ви доведат профит. Никој не е 100% во профит, никој не е 100% во право, сите правиме грешки, поентата е да имате стратегија како што е насада со DCA, каде што на подолг ран едноставно овие грешки се небитни. Или пак и да се направени, значи се направени со, да речем, соодветна анализа, каде што во моментот имало некои работи кои што не сте ги знаеле, а не сте можеле да ги знаете, па затоа и се случила таквата грешка. Додека ако сте направиле соодветно домашно, сте поминале преку целата онаа анализа која што треба да поминете, значи едноставно и да направите грешка, тоа е нешто што не сте можеле да го предвидите. Но верувајте ми, значи работа и анализа може да ви доведат само профит, дополнително ви треба и искуство, но за тоа сме овде и работиме заедно за да го стекнеме тоа како заедница. Сега, во однос со тоа каде се наоѓаме, значи може да видите овде ќе имаме 0,50 и 100%, со тоа што нели може да бидете и во минус, нормално, во однос со тоа нели кога сте купили, каде сте купиле, овде кај ни покажува дали сме во минус или плюс генерално на самиот чарт на биткоин, каде што во оваа ситуација значи мораме да видиме каде се наоѓаме во однос на ваквата вредност. Значи до самото дно, после падот на Тера Луна, ние се наоѓаме во капитулација. Значи според овој индекс, ние уште после падот на Тера Луна сме се наоѓале во комплетна капитулација. А капитулација е моментот пазарот каде што трейдерите велат дека луѓето се откажале. Не можеме да започнеме следен бул маркет додека не дојдеме до ваков степен на тотална капитулација и незаинтересираност за одредено добро, затоа што верувајте ми, тоа е најдобриот показател дека купувате на најдобра можна цена. Знаете и сами, многу често се случува кога највеќе нешто веќе комплетно сте се откажале и знаете дека веќе нема каде да се движи, тоа е тоа, крај, сигурно завршиме со оваа инвестиција, најчесто се случува да се врати назад. Тоа не е случајно, значи и самите големи играчи многу лесно може да го видат ова, колку повеќе паѓа интересот за одредено добро, посебно стоцијата добро кој што е популарно како биткоин, толку повеќе и самите се свесни дека конечно ќе мораат да го стартуваат новиот биткоин, затоа што сакале или не, мораме да бидеме свесни дека големите циклуси започнуваат кога големите играчи го сакаат тоа. Тоа е реалноста, за жал, оние кои што контролираат поголем дел од ова капитално добро, може да го стартуваат со купување на уште една поголема количина, да добиете ваков памп и едноставно луѓето да го вратат, да вратат до вербата или надежта, како што можеме да видиме овдека, со цел да влеземе нагоре. Со тоа што, во однос тоа дали се наоѓаме на бер или бул, гледате дека имаме две емоции, значи надеж и страф, оптимизам и, да речем, anxiety, анксиозност, belief и denial, односно верба во, нели, тоа што се случува, и denial е едноставно кога велите не, сигурно не е тоа, нема да падне, како и еуфорија, грид, значи во оваа ситуација буквално каде што мислите дека ќе одите до билион. Така да ова е добар индикатор, ќе го имплементираме во нашата анализа и ќе го користиме и понатаму, затоа што истиот на некој начин ни покажува каде моментално се наоѓаме во овој голем или, да речем, раст или пат. Со тоа што моментално се наоѓаме овде. Односно, јас верувам дека се наоѓаме буквално на овој момент. Гледате и сами, значи ова е еден од оние индикатори кои што се неутрални, значи не е нешто што може да го манипулирате, едноставно гледа како се движи цената во однос на профитот кој што го имате на биткоин во плюс или минус, нели, во генералната слика на целиот чарт на биткоин. Со тоа што во оваа ситуација, значи hope е почетокот на bull маркетот. А гледаме дека и овој индикатор, кој што многу лесно може да го најдете на Look into Bitcoin, Nupal, значи во групата на индикатори може да го најдете и овој, каде што моментално гледаме дека се наоѓаме над нулата, а односно само што навлеговме во ова поле на hope, значи затоа што не е обратно, кога е надолу, тогаш е веќе страф, но во ситуација зашто движиме нагоре е надеж. Така да во оваа ситуација значи можеме да видиме и на самиот чарт дека се наоѓаме на почетокот на следниот bull маркет и нели, како што можеме да видиме се повеќе и повеќе информации доаѓаат за светска адаптација на крипто, доаѓаат за регулатива на крипто, доаѓаат за тоа како светот едноставно се припрема, како за CBDC така и за криптосферата. Значи ова паника која што моментално случува во светот во кој што сите се обидуваат да се најдат на која страна ќе бидат, што ќе легализираат, што нема да легализираат, G20 се договараат како да го регулираат биткоин, целиот крипто сектор затоа што очигледно не може да го контролираат. Тоа е, ако мене ме прашувате,
буквално стартот на еден од можеби најдобрите циклуси на биткоин и на криптопазарот, затоа што ќе напоменам уште еднаш, дали овој, дали следниот, дали можеби последниот, ќе видиме како се тоа ќе се одвива, еден од овие циклуси мора да биде оној масивен циклус на адаптација, каде што по големиот дел од светот конечно ќе осознае што е крипто и која е неговата моќ, и верувајте ми, сакате да бидете дел од тој циклус. Дали ќе биде овој или следниот, вас не ви менува ништо со оглед на фактот дека на крајот од денот сте во овој пазар, активно учествувате, така да дали е овој, дали е следниот, на крајот од денот вие сте во позитива затоа што сте овде моментално. Гледате дека сите аргументи кои што моментално ги имаме и понатаму ни покажуваат дека се наоѓаме на многу солиден пат за добар профит во овој bull маркет, следниот кој што доаѓа. И уште еднаш да напоменам пред да завршиме дека имаме уште 431 ден до самиот халвинг, кога се очекува да почне максимално да речем максимално движење на bull маркет во да речем следниот bubble период. Така да останете и уште повеќе, значи во овој момент со самиот канал, гледате дека напорно работиме за да се припремиме за она што доаѓа. Значи не сте касно, се наоѓаме на многу добар период за акумулација, дури да купите сега, дури да купите во корекција, дури да почекате уште малку, тоа не го менува фактот дека се наоѓаме во еден од најдобрите периоди за купување од следниот bull маркет. Ќе видите тоа, времето ќе го докаже, значи ние на некој начин веќе го гледаме тоа самите индикатори, знаете и сами економијата е флексибилна наука, мораме да се прилагодуваме со оглед на фактот што се случува моментално во светот, значи знаете и сами дека ниту еден циклус не е ист, но од сето оно што гледаме моментално, заедно со ова се анализираме и гледаме дека на вистина се наоѓаме на добар пат за следен bull маркет. Како и секогаш им благодарам на сите оние кои што придонесуваат со нивната соработка со нас за унапредување на каналот, за подобри информации, за подобар изглед на каналот, сето оно што вие го правите за нашата заедница. Значи од нашата заедница за нашата заедница, ние сме само медиум кој што сето ова се обидува да го стокми, да го направи да изгледа добро и да го презентира на вас како наша заедница. И како и секогаш вие сте нашето лице, значи вашата препорака до луѓе кои што ги познавате, значи многу повеќе од цело што ќе го направиме ние, без разлика дали е реклама, дали е не знам што. Значи на крајот од денот само луѓе кои што имаат направено добар профит и научиле солидно знаење од нашиот канал, верувам дека нема што да изгубат ако го презентираат овој на други луѓе, со цел да може да го споделиме со нив нашето знаење, а и они да споделат со нас информации кои што ги имаат самите себе си. Така да ви благодарам како и секогаш, се надам дека уживавте како и во секое претходно видео. Нашиот канал постојано се обидува што може повеќе да обработи однос на информации и се гледаме во следното видео, ќе гледаме утре да направиме ново видео за последниот ZinFin XDC токен од ISO 20022, пред да дојдеме до март, кога очекуваме да ги имаме истите во нашето портфолио, знаете и сами. Во секој случај ви благодарам уште еднаш, поздрав и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Димитрија.